Окото на секој добронамерник, патувајќи долж регионалните патни правци Прилеп Барбарас Македонски Брод, Прилеп Ропотово Лажани Саждево Кривогаштани, Прилеп Новолагово Беровци Боротино Пашиноровци Војđани Бела Црква Крушејани Кривогаштани и Прилеп Славеј Големо и Мало Коњари Врбјани Кривогаштани не може а да не го забележи многовековното градче Крушево и неговите 20 села, разпослан на югозападните и североисточните падини на планинските горостаси Бушева и Баба Сач планина, со куќите наредени како молистра на бисер Гердан, кои од утро до вечер раскошно блескотат под зраците на пелагониското сонце. Наминав во оваа многовековна населба, крушевчани да ми го раскажат минатото не само на нивниот роден град, туку и за населените места од Крушевскава регија, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам дел од непорекливата драгоцена слика за Крушевската регија низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за овој регион, со надеж дека меѓу помладите крушевчани по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, деловно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот, а сето тоа преточено преку новиот документарен серијал со работен наслов Крушево жива историја, жива природа. Почитувани мои, секогаш кога се подготвувам за нов документарен серијал за било која регија во Република Македонија, вообичаено се имам мој домаќин, а воедно и водич низ таа регија, така и за овој документарен серијал се имам мој домаќин и водич, а тоа е единицата на локалната самоуправа, општината Крушево, каде што заедно ќе се обидиме преку овој документарен серијал да ви ги дополниме вашите досегашни сознанија за Крушевскава околија преку непорекливата драгоцена слика низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи. Кога денес ќе го посетите Крушево и ќе поразговарате со крушевчани, неизоставно ќе се го поставите прашањето од што живеат крушевчани денеска. Исто онака кој на 3 август во 1969 година во 9 часот и 13 минути го поставил Јосип Броз Тито, лидерот на тогашната заедничка држава Југословенската федерација, која се простираше од Гевгелија до Триглав, од Јадрнот до Ѓердап, кој го посетил Крушево на прославата на Илинден, каде што неговото влегување во Крушево од страна на домаќините било значено со символичен татнеж на легендарното Црешово топче, а по кусо време Тито пристигнал на Гумење за да положи венец на споменикот на Никола Карев, председателот на Крушевската република од 1903 година, точно во 9 часот и 13 минути. Зошто точно во 9 часот и 13 минути? Е затоа што крушевчани времето го мерат пред и после 9 часот и 13 минути на 3 август 1969 година.
Тито го забележал она што секој посетител и денеска би го видел, што се вели: прекрасно место, прекрасен град, градби кои оддаваат патина, традиција, историја и култура, но Тито во тоа време, како и денеска, забележал дека никаде нема ниту фабрика, ниту оджак да чади, да мириса, туку се запрашал о што живеат Крушевчани. Крушевчани како добри домаќини, кога им доаѓа на гости висок достоинственик, според стариот адет и обичај, покрај срдечното гостоприимство, Крушевчани сепак не го пречекале со празни раце. Свиткале цела црвена од волна на разно искајана крушевска емболија, која му е подариле на Тито, и кога така скришум, тогашната прва дама на Југословенската федерација, Јованка Броз, на Тито му довикнала: "Шта ќе ти бре то стари?" А и тој скришум на незе остро и довикнал: "Ти да шутиш." Исто така, на тогашните високи македонски политички раководители и општински политички структури на шега им довикнал: "Мајко вам Божју, добро е што немате димњака и дима. Од чега бре живи овој народ?" "Од туризма, друже Тито," му одговориле. "Благо вам ако овој народ живи само туризма," им одговорил Броз. "Добро е што немате димњака и дима, ама морате бре да имате и нешто незагадувачка индустрија," им предложил Тито. Сепак тој стар лисец брзо намирисал дека мајката му е во туризмот. Но бидејќи во Македонија од туризмот може да се живее само ако се развива и стопанството, те им споделил задачи на Крушевчани и на големите во Скопје наитно да почнат со проекти и реализација на истите. Дали Тито им дал наредба или не на тогашните високи македонски политички раководители и општински политички структури, Крушевчани не можат со сигурност да потврдат, но велат дека сето она што го наредил Јосип Броз, набрзо не само што го прифатиле, туку и го реализирале тогашните високи македонски политички раководители и општински политички структури. Но исто така Крушевчани велат дека по посетата на Крушево на тогашниот председател на Југославија Јосип Броз Тито на Крушево во 1969 година, набрзо директно од југословенските резерви на злато од Белград преку Скопје во Крушево пристигнале точно 169 килограми 24 каратни златни прачки. Крушевчани велат најпрво изникнал убавецот од предкоријата со сиоција и блесок хотелот Монтана, а навргу му се придружува и жичницата, а потоа од страна на надалеку познатите крушевски златари и кујунџи, фабриката за златен накит и сребрен накит, а за година-две фабриката за стакло кристал, а по неа и славната орнамента за производство на сувенири и текстилната фабрика и Лиденка, се со цел да се чува славното име, а се свртено кон туризмот. Дури и нов пат кон Демихисар, а оттаму за Битола,
Кичио во Скопје и серпетините од кај Прилеп и Кривогаштани добиле брза дружка во времето на Тито, додаваат крушевчани. Јосип Броз Тито нам крушевчаните премногу ни даде, но ние речиси со ништо не му возвративме, никаков спомен обележен немаме во чест негова, ниту една улица со негово име, ама ништо. Македонска работа, за да не се сетат влаците, додаваат тие. Почитувани мои, приказните што ми ги раскажа крушевчани како дел од оваа репортажа за Крушево, што се изградило за времето на Тито, може би ви изгледаат убави. Арно, ама од стара слава не се живее, велат крушевчани. Ете, повторно сме пред 3 август во 1969 година, точно во 9 часот и 13 минути, додаваат тие. Кога на тогашните високи македонски политички раководители и општински политички структури, Јосип Броз на шега им довикнал: "Мајкова Божју, добро е шта немате димњака и дима, од чега бре живи овој народ?" Од туризма, друже Тито, му одговориле. "Благо вама ако овој народ живи само од туризма", им одговорил Броз. "Добро е што немате димњака и дима", велат крушевчани. И на вистина, ете сега јас ги прашам моите крушевчани, цитирајќи ги зборовите на другарот Тито, од чега живи овој народ? Нешто услужни дејности, нешто трговија на мало, неколку кафулиња и ресторанчиња и секако хотелот Монтана, за среќа ете сега повторно се обновува со аслам работници, вистински угостители од Прилеп, со визија и знаење, со рембрендирано име Монтана Палас, рангиран со 4 звезди, ми одговорија крушевчани, каде што и јас, почитувани мои, се уверив што се однесува до сместувањето и особено храната, а посебно со услугата, присутноста, блискоста, пресретливоста, повеќе од заслужено. Како што Тито пред 50 години им даде наредба на тогашните високи македонски политички раководители и општински политички структури, така и јас се обидувам да им дадам наредба и им споделувам задачи на сегашниве општински политички структури, наитно да почнат со проекти и реализација на истите, на шега вели сегашниот градоначалник од општината Крушево, господинот Томе Христовски. Општината се развива од повеќе страни. Од една страна се нашите инвестиции во инфраструктурата со средства од државни и меѓународни фондови. Се градат патишта, резервоари за вода, канализација, градинки, се инвестира во туризмот. Откупени се парцели за туристички и комерцијални објекти на Станич, а со тоа зимскиот и авантуристичкиот туризам продолжува да се развива. Покрај постојните два на скијачките терени Палич ќе се градат уште објекти и услужни угостителски дејности. Веќе се откупени 7 парцели со големина од над 300 метри квадратни.
А кога сме се уште кај зимската сезона, да кажеме дека горе на Станич има два објекта да се одморите, напиете и нахраните. Едниот е во етно стил кој се вика Шапе, а другиот Алто е супер модерен угостителски објект во состав на Панорама Хотел Спа, каде што ќе бидете почестени со чај, домашна ракија, одлично мезе, крушевски колбаси, скара за мерак. Тие месо во Крушево не е од Аргентина, туку од околните планини и села. Мириса на мискојна, додала градоначалникот на општината Крушево. Општината Крушево секој ден се менува на подобро во областа на индустријата, најпрво со текстилниот капацитет Салко, потоа со современиот капацитет за преработка на тутун изграден во индустриската зона на Крушево Секе, исто така и во неодамна изградениот капацитет за медицинска преработка на канабис, Five Letters, во индустриската зона во делот кој припаѓа на приватниот сектор со наша подршка, а општина Крушево оттуѓи веќе една парцела во индустриската зона Опленик со големина од 22.000 метри квадратни и веќе е закупена за изградба на нови погони на производство од лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта, каде што се отвара пат за нови работни места, производство и дополнително раздвижување на локалната економија, напоменува градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски. Крушевчани имаат различни гледишта за својот град. Едни ќе ви кажат дека Крушево е Крушево само кога е под белина. Градот тогаш е малку подруг, пожив, понадежен. Живнуваат жичницата која поаѓа од центарот на градот, кон скијачките терени, каде што горе над Коријата ќе ја видите панорамата на Крушево, облеано во сонце, а уште подолу Пелагонија како некогашното море. Кај помладите преовладува мислењето дека Крушево е град со универзална туристичка димензија, дестинација за сите сезони. За тоа сведочат многуте манифестации преку целата година, почнувајќи од оние сврзани со одбележувањето на Илинден, 10 дни на Крушевската република и етноградот, па се до Outdoor фестивал Воен ин Крушево, кој нуди музички настани на отворено, но и авантури во природа, како пример јавање на коњи, планинарење, маунтенбајк тури во живописната околина на Крушево и слично. Сепак, за повеќе сезонскиот туристички карактер на Крушево, најзаслужен е летачкиот спорт. Во поново време Крушево е ставено на светските мапи за параглайдерство како една од најдобрите локации, а последниве неколку години овде се одржуваат голем број меѓународни надпревари, вклучително и светски првенства во параглайдинг и хенглайдинг. Вистинската разлика меѓу полетувалиштето и слетувањето е над 600 метри.
Ружата на ветрови е исклучително поволна за полетување во повеќе правци, а на параглайдеристите на располагање им е туристичкиот град со потребната логистичка понуда, сместување, исхрана, снабдување, здравствена заштита, комуникации и слично. За време на одржувањето на надпреварите, Крушево е вистински космополитски центар, каде неколку стотини учесници зборуваат различни јазици, а меѓу себе одлично се разбираат. Крушевчани каде и да се наоѓаат, тие секогаш се врзани сентиментално кон својот град, пред се горди се поради Македонија и Македониумот, споменикот Илинден. Илинденското восстание од 1903 година, Мечкин камен, Питугули, манифестот на илинденците, кој му претходеше на манифестот од 1943 година. Крушевчани горди се и на оригиналното чрешово топче од 1903 година, кое го носи заштитниот знак на ковачката работилница на илинденецот Тоду Ставрев Болјаркаде, што биле изработени 20 на топчења, од кои 3 од црешови дрва, 2 биле донесени од Крушевското село Селце, кои биле наменети за одбрана на Крушево и Републиката, кое црешово топче и денеска се чува во воениот музеј на армијата на Република Турција, а крушевчани и останатите имаа прилика да го видат на 100 годишнината од Илинденското восстание, изложено во споменикот Македониум. Горди се и на леарницата на куршуми од Илинденскиот период, како и на музејот на Народно-ослободителната војна, горди се и на музејот на Тоше и на црквата Свети Никола, после восстаничката 1905 година, изградена на стари темели. Горди се и на црквите Света Богородица и Свети Јован, попозната како Влачката црква. Горди се и на Никола Мартиновски, неговата галерија на слики, за оставнината на еден од првенците на современата македонска ликовна уметност, но горди се и на крушевчанецот Христо Деведзи, роден во Истанбул во 1834 година, со титулата Јоаким III, всеселенски патријарх на Фенер во Стамбул, кој со Цариградската патријаршија раководел од 1878 година до 1884 и од 1901 година па се до 1912 година. Да проговорам, да кажам неколку зборови за јунаштвата и за подвизите на нашите славни предци, на нашите војводи, комити и херои. Јунаштвото представува изведување на одредени подвизи од кое што нема никаква корис они што ги изведувал тие јунашки подвизи, меѓутоа има голем ризик од негов губиток. За јунаштво потребно е исклучително голема храброст. Имено јунаците требало да донесат одлуки во едни тешки околности и да ги спроведат тие одлуки на дело. Меѓутоа, спроведувањето на дело на тие одлуки носело голем ризик по нивниот живот. Меѓутоа, тие храбри јунаци, тие херои и гледале на смртта во очи и не се плашеле од неа. И најмалку што можеме ние да направиме за нив
и да ги чуваме спомените за нив и да ги пренесуваме од генерација на генерација и да не дозволиме никогаш да бидат фрлени во заборав. Овие војводи, овие херои кои што не задолжиле со тоа што ги дале своите животи, се вистински репрезенти на македонскиот пркос, на македонскиот понос и на македонскиот непокор. Овие три особини, пркосот, покорот, поносот и непокорот, не се мани, туку што би рекле нашите северни соседи, се врлини со кои што ние треба да се гордееме, бидејќи поносот ја идентификува својата собствена личност и својот собствен идентитет. Овие луѓе, млади луѓе кои што ги дале своите животи за ослободување на својата собствена татковина, биле честити и храбри луѓе и не заслужиле да бидат убиени. Не може да биде причина за нивното убивање тоа што се бореле за да ја ослободат својата собствена земја од поробувачите и да живеат во мир и благосостојба. Ние мораме секогаш да се воодушевуваме и да им се восхитуваме на нивното дело, затоа што тие ни ја донесле оваа слобода денес во која ние живееме и уживаме. Нашата земја Македонија со своји собствени сили се ослободила од поробувачите. Само во текот на Втората светска војна ние сме дале преку 25.000 жртви, а уште неколку пати повеќе од тоа повредени и ранети кои што останале трајни некои инвалиди од борбите со фашистичкиот непријател. Сите овие млади луѓе загинале со отворени очи, сонувајќи ја слободата на својата единствена татковина. И оставиле аманет до идните генерации дека никој не сме да се подигрува со нашето славно историско минато и со нашето идентитетско наследство. Со херојската смрт со која што загинале, тие луѓе останале бесмртни за секогаш. Знаете како велат дека човек не умира тогаш кога ќе го погребат, туку умира тогаш кога ќе биде заборавен. И сите овие војводи, народни херои и борци кои што ги дале своите животи, ќе останат за секогаш бесмртни. Сеќавањето на нив, на овие јунаци, на овие херои, не треба да биде само денес на овој светол ден и денес на ова свето место, туку секогаш и секаде каде што не има во светот. Секаде до каде што зрачи нивната светлина. Овие храбри момци и луѓе имале силен дух и силна воља затоа што се бореле за слобода и за правда. Борбата што тие воделе, односно револуционерното дело и ослободителното дело го стребале, затоа што биле заснувани на законитост, на честност, на морал, на праведност и на објективност. Иако тие юнаци, тие војводи, тие херои загинале, нивното дело никогаш не загинало и нема да загине, и ние ги уживаме благодетите од тоа нивно дело. И аманетот што ни го оставиле овие борци нам, на сите генерации, е жив оган кој што и ден денес гори во секој од нас. Крушево не е град само кој се распостила највисоко на Балканот, туку веројатно исто така со највисоко или високо ниво на култура и традиција во секој поглед, покрај Битола, можеби со најтесни врски со Солун, каде што крушевчани имале хотел уште од 1937 година, составникот се викал Тодор, а името на хотелот Македонија. Повозрастните крушевчани се сеќаваат на времето кога градот си имаше и своја локална радиостаница, Радио Крушево, која на граѓаните секојдневно им ги соопштуваше информациите за најновите настани во општината и пошироко од сите области на животот, кое како дел од Сдружената радиомрежа Радио Крушево учествуваше во заеднички програмски зафати со втората програма на Македонското радио, како и со другите општински радиостаници во Македонија.
Почитувани мои, ете така да речам, овде некаде ги завршувам многуте приказни кои ми ги раскажа крушевчани за Крушево и Крушевско во овој дел на оваа репортажа. А другите приказни ќе ви ги пренесам во наредните неколку продолженија на овој документарен серијал со работен наслов Крушево, жива историја.